Учениците од Државното средно училиште за специјално образование и воспитание Искра бесплатно ќе ги користат услугите на градската бања Кежувица, а во текот на наредниот период општина Штип ќе изгради и 2 автобуски постојки на регионалниот пат Штип-Радовиш. Ова беше денеска договорено на средбата во кабинетот на штипскиот градоначалник Илчо Захариев, кој ги прими учениците по повод празникот Свети Никола и пред новогодишните и божитни празници. Наскоро треба да поставиме автобуски постојки од двете страни, затоа што таму немаше автобуски постојки. Децата мора безбедно да ги чекаат автобусите и превозот до местото од каде доаѓаат, бидејќи знаете дека тука има деца од сите градови во Источна и Југоисточна Македонија. Ние понатаму ќе го помагаме во училиште. Благодарам до градоначалникот на општина Штип. Благодариме многу од сите ученици од Искра Штип. Захариев вели дека како локална власт целта им е да се создаде амбиент и услови за учениците од оваа училиште да имаат современи услови за престој и едукација. Учениците добија и подароци. Апелира фирмите да донираат, а во тек е и хуманитарна акција на Штипскиот универзитет со која се собираат средства за лична хигиена. Нашите ученици, како што споменав, во неколку наврати доаѓаат скоро 20 општини на Источна Македонија, претежно доаѓаат од социјални семејства, од дел од нив си од рурални средини со ниски примања на нивните родители, така да ваква помош во хигиенски средства е добронајдена за нашите ученици. Во текот на наредните денови штипскиот градоначалник најави дека по повод престојните празници ќе ги посети и децата во руралните средини. Во селото Врасаково ќе го посети и единственото дете во оваа село, кој има 18 месеци.